Добро вечер. Ова се минути за најновите културни вести. Реконципираниот дизајн на делот од постојната поставка Македонија во Втората светска војна е промовиран пред публиката во Музеот на македонската борба за самостојност. Новиот концепт, подкрепен со музејски предмети, опфаќа неколку тематски целини, со кој автентично се портретира клучната етапа на македонскиот народ во создавањето на независна и суверена држава. Поставката ја посети нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Во Музеот на македонската борба за самостојност беше представен обновениот дизајн на делот Македонија во Втората светска војна, кој сега се одликува со нов концепт. Новиот концепт, подкрепен со музејски предмети, примерни извори, фотографии, лични фондови, опфаќа неколку тематски целини со кои автентично се портретира клучната етапа на македонскиот народ во создавањето на независна и суверена држава. Денот на Народното востание, 11 октомври, кој што е исклучително значаен настан и неповторлив, и го означува символично во историјата, велиме, означува една нова етапа на национално-ослободителната борба. Потоа исто така представуваме за публиката повеќе за идеологијата, националната платформа, но и главните специфики и карактеристики кои што ја утврдуваат позицијата на македонскиот народ во текот на овој глобален настан. Оригинални автентични предмети, исто така од категорија оружје и воена опрема, го доловуваат тој глобален конфликт, но фондови од нашата збирка имаме во кои што се илустрира и учеството на другите народности во партизанските единици, бидејќи манифестот на Асном јасно потврдува дека партизаните се бореа со една единствена цел — создавање на слободна Македонија, меѓутоа како слободна татковина на сите народности. Исто така донациите, како што напоменав, се клучниот аспект, па така шестчлената историјата за семејството Циривири и за ова шестчлено семејство со сите своји автентичности, но и предизвици со кои што се соочија и во предвоениот и во воениот период, а потоа се дел од нашиот фонд, но и личните предмети на првиот генерал и народен херој Михајло Апостолски. Промоцијата на поставката се реализираше со едукацијска работилница Биди кустос на еден ден, заедно со учениците од основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци од Скопје. Учениците имаа можност да се запознаат со музејската работа, предметите, постојаните поставки и одблизу да искусат што значи да бидеш кустос, чувар на нашето културно наследство. Поставката е отворена за посетители секој ден, освен понеделник, од 10 до 18 часот. Во рамки на представувањето на музичкиот проект Балканско патување, гудачкиот квартет на Пламенка Трајковска одржа концерт во галеријата на Културно-информативниот центар на Македонија во Софија. Балканско патување представува музичко-истражувачки проект во кој се откриваат заедничките музички корени на балканските простори, богатата балканска музичка ризница и одделните мелодиски и ритмички елементи кои се блиски на регионот, а за кои одделните народи сметаат дека се нивни автентични. Ни представуваше особена чест и задоволство да го представиме Балканско патување во Културно-информативниот центар во Софија. Навистина изведовме 14 прекрасни нови аранжмани за гудечки квартет, базирани на балкански фолклорни теми, кои што ги споделуваат заеднички мелодиски линии, споделуваат заеднички хармонии и споделуваат заеднички ритмички фигури. Верувате дека бугарската публика навистина уживаше во сите 14 композиции и токму тоа што композициите беа изведени без текст, односно беа изведени како инструментални композиции, бугарската публика ги препозна како блиски и како своји, несвесна дека тоа се навистина балкански музички теми кои што ги споделуваат сите народи на Балканите. Балканското патување започна меѓународно во Софија и верувате дека и понатаму ќе продолжи да патува низ сите земји на Балкан. Целиот разговор со виолинистката Пламенка Трајковска ќе го емитуваме утре во нашата утринска емисија. Продолжуваме со информациите од културата.
По повод 80 годишнината на Остен и денот на шегата 1 април, во галерија Остен беше отворена изложба на карикатури и хумористично-сатирични текстови на карикатуристи и текстописци од редакцијата на Остен. И долгогодишни соработници со наслов "Еден за сите, сите за никаде". На изложбата се изложени карикатури и текстови на голем број автори, великани на македонската карикатура. На настанот беа доделени повелби за придонес во развојот на карикатурата, хуморот и сатирата во Македонија. На изложбата поставени се карикатури и текстови на Никола Ангелковски, Сунчица Божиновска, Владо Бороевиќ, Ѓуро Варга, Ане Василевски, Миро Ѓоргиевски, Блаже Докуле и многу други истакнати карикатуристи. И со оваа информација го завршуваме денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.